Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 61-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Продолжуваме со нашата анализа на интервјуто на Љубомир Фрчковски кај Билјана Секуловска во однос на лустрацијата. Нашата шеста точка која што сакаме да ја дискутираме, сега малку можеби ќе ни даде една подлабока и поширока дискусија. Фрчковски вели: нема врска. Отиде во една ирационална насока. Ова е се уште одговор на прашањето зошто бил лустриран. Нема врска, тој вели, отиде во една ирационална насока на пресметка на жестокост. И кај мене образложението беше дека биле присушкувани некои екстремисти 92-94 година. Во тој период е тоа, кои имале желба да користат насилство или оружје во политичкиот живот. Тоа се некои врзани за Бугарија и некои врзани за Косово или за Албанија. Таков тип на екстремизам. Мислам дека имаше некои про-бугари, некои про за голема Албанија, некои такви личности. Една-две се таму ставени. Да одиме ли директно со видеото? Да, прво да го пуштиме да видите една разлика сега, полека ќе ја воочите, ќе ве водиме да ја воочите убаво разликата од она што е напишано погоре, што е изјавено во интервјуто и од ова и што изјавил пред години кај Билјана Секуловска во едно интервју. Да, зашто што го прочитавме од интервју сега од јуни. А ова што сега ќе следи е од некаде 2012-2013. Новинарот е истата личност, тоа е Билјана Секуловска. Илустрации. Значи, сите ова што беше работа против поредокот, тоа идеолошка момента, односно конфузија на комунизмот, класични линии имаше, значи екстремизам, бугарски екстремизам, грчки екстремизам, српски екстремизам, албански екстремизам, фундаментализам во смисла на религиски екстремизам. Тоа е класика на работа на ДВК секаде. И сите се преуредија согласно екстремизмот, што е карактеристика од претходниот систем. Екстремизам значи употреба на насилство во промоција на политичката идеја. Значи, само тоа службата го напаѓа. Не е различната идеја, да речеме федерализација за Македонија, бугарски екстремизам. Не, употреба на насилство за промоција на федерализација на Македонија, тоа методите се. Сега, ајде да поставиме на прашање до сите кои ќе ја гледате емисија, кога имало насилство од македонци, бидејќи јас зборам исклучиво за нас од кои сме водени како македонски екстремисти и врховисти, македонски врховисти. Дали кој направил насилство за да ја припои Македонија кон Бугарија, да го промени уставниот поредок во Македонија, така зборуват, бидејќи ни ги лепи такви етикети, дека ние сме пробугарски ориентирани? Нема таква, јас не знам. Бидејќи многу јасно вели, насилство е само екстремизам. Да, па сега, баш тука има една многу клучна работа. Во оваа книга, во црните страници на УДБА, во томовите 2 поврзани со лустрацијата на недовршен процес, токму има случаи за обработување на лица кои што делувале по линија на албански екстремизам. А има и на лица под македонски екстремизам. Сега, овие што се гонети по македонски екстремизам, секогаш станува збор за нешто, се сретнале двајца тројца во кафана, некој разменил некоја скрипта или некоја книга што е имал од пред 20-30 години, значи некои книги се разменуваат, 5-6 различни книги, се прават некои муабети, можеби некој графит, некоја парола, ќе испише Македонија цела да е, или Солуне наш, или нешто такво. Се прават планови за да се собере некое друштво Илинден да се слави, се пеат песни патриотски, тоа е македонскиот екстремизам. И тоа случајот со албански екстремизам. Имаме случај каде што
се поврзуваат групи во Германија, во диаспората, се организираат напади врз југословенски амбасади. Се организира снабдување со оружје. Имаме случаи каде што наставници, професори вадат деца на протести, на демонстрации, да се бара двојазичност, да се бара федерализација, да се бара едно, друго, трето. Значи, разликата во однос на тоа како делувале овие македонски врховисти, националисти, екстремисти, и како делувале овие албанските, се сосема две различни работи. Уште нешто, ќе те прекинем. Не подсети, заборави. Кој во Куманово, од луѓето кои се обидува да направат САО Куманово или САО Пчиња, Жеглигово, значи тоа е да направат она што го направија во Хрватска, САО Книн таму Славонија што правеа српски енклави, српски држави во држава. Да, Жеглигово е било името на Кумановската регија за време на Душановото царство, на време на српско. И потоа е во од 919 до 940 во едно време тој таа околија срез се викал Жеглиговски срез. И Трајко Трајковски, псевдонимот на Трајко Трајковски во денето негово досие е Жеглигово. Да. Бидејќи тој е од Младо на Горичани и тоа спаѓало во Жеглигово. Значи, воопшто нема едно досие за српскиот екстремизам. Ако сме го имале веќе во сериозна форма во Македонија. Имаме едно писмо кое говори дека на Видовден е направена во, не знам која тие, селата од Српска Црна Гора, се наведени луѓето по име и презиме, некој Каевиќ, не знам како беа, дека се договарале веќе за таму е составен тој одбор кој требало да ги спроведе. Но, бидејќи во тој период кога треба да се прави САО Крајна со вооружени средства, Григоров ги враќа од СК Движен за Југославија, стариот партијата на Милошевиќ во Македонија, просрпската партија, сите ги враќа комплетно во СДС. И со тоа веќе СДС како е комплетно под влијание на Србија, на Милошевиќ. Тоа е вербата дека тие можат да имаат власта во раце, ВМРО. Почнува тортурата во ВМРО ДПМН од следења, прислушкувања, сите оние афери после тоа се случуваат. Дувло, Сина птица, се поред. Ето тоа е тоа. И сега и да го додадеме и ова, впрочем, она што го зборуваше ти кај Момировски во Заспи, ако можеш. Да. Заклучокот што впрочем го направи Момировски, дека твојата наводна врска со бугарските разузнавачки служби, впрочем, ја прави самата служба. Таа инсистира на еден начин на друг да те поврже тебе со бугарската служба. А истото се случува и во овие аферите Сина птица, Дувло, Паравојска. Сите. Тука имаме Млекце вмешан во една од Величковски, значи сите високи функционери, високи службеници во овие безбедносни служби одат и се обидуваат да привлечат луѓе кон нив за некакви си наводни паравоени формации. Ама секаде покрај луѓето кои се вработени во КОС или во СДБ, нивни соработници се организатори на таквите групи. Да. Љубо Јовановски паравојска ја организира. Кај мене Бугарин, Киро Бугарин е човекот кој сака да ме поврзе со наводни бугарски служби. Да. И сега кога зборуваме за демократија и демократски систем, и нели овие тврдат дека Македонија станала демократски систем, одма штрак, копчето се
притиснало, прекидачот се вклучил и готово станало Македонија демократија. Во демократските системи постои правен концепт на entrapment или на стапица. Да. Тоа е кога безбедносните служби, полициските служби од различни типови, кога тие прават местенка да навлечат некој човек кој што немал инаку своји планови или желби да прави било какво криминално дејство или да навлегува во некакви си екстремистички движења, кога тие формираат значи криминална организација и со таа криминална организација тие навлекуваат луѓе да учествуваат во криминални дејства, таквите случаи не се признаваат на суд. Да. Па е уште еден пример. Римјанин или Предраг Димковски. Предраг Димковски, Пепи Дебел во команда така го знаат, под псевдоним Римјанин, службата би го додели да ме следи секаде. И уште еден, не го знам, и затоа не може да го споменам, неговиот псевдоним, уште го не, бидејќи тој дел од досието го нема, но тоа се 20 луѓе кои патувале секоја со мене. А во досието јасно стои дека службата ме следи на сите патувања надвор од Македонија. И тие 20 луѓе биле непрекинато со мене. Еден или 20 заедно. По секој, бидејќи целиот бизнис одеше преку Софија. Не сакаше никој да дојде од запад во Македонија, се среќаваме во Софија. Или во Солон. Од тие две места едно. Кога ќе отидевме во Софија, тој секогаш инсистираше да одиме до Пиротска, до седичето на ВМРО СДМР, на ВМРО СДМ, така како беше тоа. ВМРО СМД, на Каракачанов. Не знам зошто не отидов. Бидејќи моите патувања во Бугарија секогаш биде кратки, затоа што знаев колку време се губи на граница. Чим ќе заврши состанокот, сакав да бегам назад, да се вратам назад. И затоа можеби тоа е причината или ме чувал Господ. Еве, доволно било да влезам еднаш таму, ке ме сликаат, бидејќи да, и тоа ќе се споменува во наредните 30 години и во моето досие, во досијата на твоите внуци и правнуци, дека Ѓордан Петровски имаме докази дека бил во штабот на ВМРО СНМ. Дека е поврзан со нив и дека тоа е играта. И бидејќи вместо да наместиш човек кој не знае зашто се работи. Пријател си му, наводно пријател си му добар и ти ми кај ќе одиме таму. Ќе одиме, зашто не одиме? Не размислуваш дека можеби некој ти прави лошо. Ето тоа е целата работа. Имаш тука уште едно видео кое што си прикачил околу тоа признанието на Фрчковски дека следеле илјадници. Да, тоа го пуштивме еднаш. Па може да го пуштиме и тука во контекст на ова. И треба да пуштиме решението од она второ продолжение на што го дадов линкот, да пуштиме да видат решение од 96-та месечни решението, подпишано од Фрчковски за неуставно прислушкување. Значи и поносењето на законот. Пушти го тоа решение, малку да го предискутираме. Значи прво одиме со решението, па после ќе одиме со ова. Ова е решението од Тракија, така? Тракијат се вика Одрин. Прогонуваниот. 96-та, ова првата цела што е. Да, во ред. Малку да зголемиме. Имаме Одрин и Тракијец. Одрин и Тракијец, да, дали е еден ист или не, се работи за две лица. Значи ова е еве и Тракија исто така е. Исто да го погледнеме ова другото. Значи што вика тука? Министерство за внатрешни работи 24.1.96 година, Скопје, врз основа на член 29 и 32 од правилникот за работа на ДБК. Значи станува збор за 96-та, последно правилник, службен вестник на Македонија, посебен службен вестник. Ама веќе на 10 август 1995 година е донесен новиот закон за МВР.
Да. Значи, сега работи, затоа прегеска споменав. Глигоров мора да го подпише овој закон. Тука е проблемот. Кога зборев, кого можел се да елиминира Груевски ако ја истерале мојата кривична пријава. Значи, Глигоров го подпишал овој закон. Да. Тој што е донесен на 10 август 1995, во кој се влезени, еве ти стои, уствари 31.10 е донесен законот. Да, 31.10. Јас 10 август, 31 октомври е донесен закон 1995 година. И Тоа е правилникот, тоа е и новиот правилник за работа на ДБК. да, ќе го најдеме, ќе го објавиме. Јас го имам тој. Сега да не го барам. Да, сега имаме тука понатаму вели и член 3 од упатството за постапка и начин на примена на оперативно-технички средства и методи на работници со посебни должности и овластувања во Министерството за внатрешни работи. Тоа е, впрочем, новиот закон. Член 24 од новиот СФР. 24, да. Бидејќи вика предлог на директорот на ДБК имплементиран до 28.11.95 година. Да, да. Тоа е тоа, упатството за постапка, Да. значи тоа е членот 24 што им овозможува заобиколување на член 17 од Ама Глигоров не сме да го подпише тоа. Да. Тука е проблемот. Да. Еве го подписот на Фрчковски. Ова е, да, Љубомир Фрчковски. Да. Така да со ова паѓат во вода сите негови приказни, што ги Исто. раскаже дека годнеле тие 92-94 некој, ова е 96. Пред малку, она што Да, во што оној член, ме- дека, ете така, некои си гонеле таму, они. Така, да. Значи, целиот период, тие користат закони од СФР, неуставни закони. Цело време се работи за неуставно работење на... Да. И сега, не знам што е полошо, дали фактот што од 91 до 95 ги користат Законите на буквално апла законите на СФРЈ или што од 95 прават модифицирани закони кои што Да. веќе по никој основ не смеат да бидат користени во Македонија, сега тие се само преведени, трансформирани, нашминкани и ставени во македонскиот устав. Слушайте го сега видеото. Не се прислушкувани, ти обвинуваат дека се прислушкувани како политичка Основно е партија и во ова. Да. припад. Истото интервју. Не, ова е друго интервју. А друго интервју. А да, во друга е мајца, да. Миленикот на Билјана, нон-стоп се Да, го па прави. тие си двајца другари. Да. Партија. Може да кажете кои се критериумите за ова прислушкување? По кој основ биле овие луѓе прислушкувани? Па има, морам да ти кажам дека по некој пат се погаѓа добро кога ќе ги објават списоците. Овој случај беше добро што ги објавија овие луѓе према кои имале применето ОТС мерки, се вика тоа, мерки на следење на прислушување. Можеле да ги извадат сите случаи од ДБК во тој период, тоа илјадници случаи, сите има такви мерки прислушување. Министри, Биле работени- мислите? Не, кои биле работени од страна на од државна безбедност. Да. Значи, слушай, Да. илјадници досија, илјадници прогонувани луѓе за екстремизам. Па што ќе се случи Македонија ако имаше навистина илјадници екстремисти кои екстремизам или вооружено делување? Да. Што ќе беше? Бејрут ќе беше тоа детска игра Бејрут или Сомалија треба да на каква и Сомалија? Тоа се на еден простор од колку е голема Македонија. Ти концентрираш илјадници екстремисти. Да. Ти сега за пример, Илинденското востание, во Илинденското востание учествувале 10.000 востаници. Да. И сега, значи, А овдека има 4 или 5 пати повеќе. Само зборувам за македонски екстремисти. Не ги ставам другите. Значи секоја улица ќе беше посебна држава.
И воено жариште. И воено жариште. Тука немаше... И сега, ако сите тие луѓе, сега да појдеме по друга една прикасна, ако сите тие луѓе биле прогонувани затоа што бидејќи тој само зборува за бугарски, македонците ги става во контекст на бугарски екстремисти. Да. Зар тие не можеа да ја слушат власта, да го слушат уставниот поредок и да се припојат на Бугарија. Ти имаш 40, 50, 60 хиляди, колку биле, не знам точно, наоружани екстремисти, идеолошки, збудалени, спремни на се. А македонската армија имаше околу 3-4 месечини платени војници. Да. Тие не може да поразат македонската војска и полиција не порази 600 албански 600 албански во ОВК. Што ќе правила со сила од 50.000 луѓе кои изворедно се распределени во секоја куќа има по некој таков екстремист. Па тука Која глупост е ова? И луѓето веруваат на ова. Да. Тука е она, ти го опишуваше како приказната за волкот и јагнето. Да. Јас повеќе би рекол приказната за болен што го носи здравиот. Во секој случај тука секогаш кога зборуваме за овие работи во Македонија за прогоните, односно професионалната дејност на органите на државната безбедност кои што ја спасиле Македонија во клучните моменти на осамостојувањето, кога Македонија била во канџите на еден куп различни екстремисти и влијанија. Е сега, како можеше да се испуштат учките во 2001 година и како нон-стоп имаме вакви екстремисти и радикали, како Секуловска, како Фрчковски, како Милчин, кои што ја организира она шарена револуција, која што траеше 3 години скоро. Да, точно така. Мислам, пак да се вратам на ова, на нас екстремистите. Има ли некој убиен министер, некој атентат врз некој извршен од нас екстремистите? И па се обидува атентатот врз Горов да го накалемат. За тоа не беше зборот. Значи, атентат кој е извршен од нивните структури, се обидува да го прикачат на ВМРО ДПМН. На нас да бидеме ние тие кои изгуби, зашто ние би го убивале Глигоров. Немаше потреба. Токму тие македонски врховисти кои што соработуваат со бугарските служби, затоа Мултигруп беше промовирана како организатор во првите моменти. Ама Мултигруп е најголем соработник на СДС. Во времето на СДС, бидејќи тука е таа игра за приватизацијата и за зачувување на комунизмот, која е излезена од кујната на КГБ, која е само пренесена во сите комунистички држави и затоа беше соработката помеѓу Мултигруп и СДС најблиска. Во времето на СДС отворена Балканска банка, банката на Мултигруп. Да, поред тоа тебе ти е познато. Меѓутоа, на што знае просечниот граѓанин за што е Мултигруп? Мултигруп е бугарска фирма. Готово. Имаш овие ВМРО-вци, според сценариото, ВМРО-вци што соработуваат со бугарските служби, ВМРО-вци се бугараши, ова е бугарска фирма, еве ти готово заклучен случај. Точно така. Меѓутоа, ајде повторно да го одговориме тоа прашање што го поставите. Каде, кој акт на тероризам го направија македонските екстремисти? Нема. И затоа нема екстремизам. Еве сам се побива Фрчковски. Но сега во ова видео ќе разјасниме како се покрива таа лага. Пушти го второто видео. Фрчковски е во исто време. Да. Прашањето е зошто ниту еден од тие случаи за кои говорите не е процесиран. Сепак во демократска држава вие сте еден од уставотворците на Македонија. Во демократска држава судот е тој што кажува дали некој работел против државата или не. Зошто ниту еден не собравте докази за ниту еден од овие случаи? Не, некој се остава сомнеш дека сте ги преслушувале само не, некои од нив се процесирани, меѓутоа службата на државна безбедност работи за сузбивање или спречување на можноста од атак на државата. Не секогаш не завршува секогаш со судски процес тоа. Некогаш се борите против таа пенетрација на странска служба.
Секоја чест на Гоце Михайловски. Единствен кој направил некој интервју. Од оние што ги гледал, а сум ги гледал скоро сите, од македонските новинари кои сепак успеа да постави прашања кои се многу сериозни, многу битни, кои го разгорија Фрчковски. Имате можност да видите сега како води Билјана Секуловска со Фрчковски интервју и Гоце како водил интервју. Со ова сега одиме, тој вели дека службата поднела кривични пријави. На кого? Да, па тоа сакав да те прашам, кои се овие процесирани случаи? Па нема ни еден. Ако зборува за албанци има. Но јас овдека во нашава емисија ние исклучиво зборуваме за македонски екстремизам. Ајде да не одиме сега. Јас не можам да се сетам ни за албански некој случај, Има, мислам дека има некој. Не сум, бидејќи не сум многу него следам и затоа сега се воздржувам да кажам има или нема. Во ред, окей. Зборуваме за македонски екстремизам. Нема. Такво нема. Ако мисли на сина птица или на оние што ги наместија наводно поставале бомби во Велес Мисичини пред дата на некој војниц, тоа е од таа група која е инструирана од лекции од онај да, го заборав сега. Така да други нема. Други нема. Од никој нема такво нешто. Сега, она што е многу опасно, што никој до сега не реагирал на таа изјава на Фрчковски. Дека службата ги пресретнувала тие и ги сузбивала. Сега, разбирам, ако тоа е влезна некоја вооружена група од надвор. Да. И како што беше во Куманово од диво населје, во престелка ги сузбивале. Но, овдека нема престелки, нема борба, нема ништо. Како може да не... Значи, тие луѓе се требали да бидат уапсени, се поднесе кривична пријава да ги уапсат со налог од судија, да ги однесат во притвор, и да има возможност судење. Да, меѓутоа тука станува збор за сузбивање, повторно терминологија која што е наследена од стариот систем. Само ќе го споменам ова за да биде јасно. Тој сега сите тие илјадници случаи што ги споменува горе, ги прогласува за виновни. Повторно дел од наследството? Да. А македонскиот устав е многу јасен. Во член 13 вели: лицето обвинето за казниво дело, лицето обвинето, овие илјадници не се ни обвинети. Тие се осудени веднаш во сузбивање. Нема обвинение, нема ништо. Значи, прво лицо треба да биде обвинето, па потоа, кога обвинето се смета за невино, се додека со правосилна пресуда не биде осудено. А правосилна пресуда не е во првостепената пресуда. Туку кој ќе поминат сите жалбени жалби, носене одлука по тие жалби од повисоките инстанции. Значи, не може Фрчковски да биде и СДВ, да биде и УБК, да биде и судија, и прогонувач, и се. И апелација. Па сега, каде е разликата? Ти, значи, зборуваш за правосуден систем, каде што ќе се службата ќе прибира податоци, кои што ќе ги и ќе направи, тоест ќе во соработка со правниот систем, со судскиот систем ќе добие налог за апсење. Откако ќе се спроведе налогот, тогаш случајот ќе се предаде на јавното обвинителство. Јавното обвинителство ќе оди по процедура, на судски систем. Не, ова мора да се и ќе се донесе пресуда и ќе се изрече казнена мерка. Да. Тој зборува за сузбивање. Тука службата ќе си работи што сака во свое, значи ќе си прави нелегално присушкување, следење,
ќе се прават притисоци, значи ќе се прават саботажа на кариерата или на бизнисот на лицето под прашање. За да може да го ценуваат. И сега ќе се дојде до момент на сослушување, односно на информативен разговор, на расчистување. Да. Тука се случува сузбивањето. Сузбивањето е дали ќе се договориме или нема да се договориме, односно дали ти ќе покажеш покаяние Точно така. за грешките што ги правил или нема да покажеш покаяние. Ако не покажеш покаяние, тогаш ти следуваат репресивни мерки. Да. Значи не казнени, туку репресивни мерки. Репресивни мерки кои не можеш, кои не се затворска казна. Не се, туку се една многу перфидна игра, која понекогаш не ја чувствуваш дека некој ти е намерно дека ти ја прави. Што е целта на себе ова? Да го кажеме она главното. Службата никого не гонела од македонските екстремисти за делото. Таа ги гонела за да го сузбие македонското национално чувство и од тие луѓе да направи своји соработници. Тоа е главната поента. Зато нема судење, зато нема ништо. Бидејќи тие се уцена. Јас објасни во првиот дел кога зборев на телевизија Алфа и продолжението. Тие се обидува да ме направат нивни соработник. Не ги интересира друго ништо. Што на тој начин ќе ја сузбија твојата македонска активност. Тоа е целата работа. И јас сега ќе сум, за да се докажам пред службата, ќе мора, јас сега некој човек, некој мој кој ќе го даде да го вработувам, јас да го кодошам, ќе мора да го направам него кодош. Да го скршат и да стане кодош. Тука е она дилема пред која јас бев исправен. Да. Дали ќе станам соработник или ќе останам слободен човек. Ако остане во Македонија, шансите да не станам соработник беа мали, единствено ако, бидејќи од тие притисоци кои ги имав, сигурно дека немаше да издржам, ќе бев почина до сега. Така да, само тоа беше спасот да не потпаднеш под, бидејќи ве има вас двајца мали. Требаше вас да ви изведеме на пат. Значи, јас ги разбирам многу пати луѓето кои се навоđеле во тие искушенија. Бидејќи јас сум дошол до 9-тиот круг на пеколот. Сум. И благодарејќи на една среќна околност, што не ми дале да кодошам некого, да го следам и да ги давам извештаи, што ме оставиле 4-5 години и ме повикале кога помислиле дека ќе извршам една од големите задачи, бидејќи сум финансиски бил уништен од нив директно, бидејќи во досието стои многу јасно, во една белешка, дека нивни човек ни зел стока од 1,5 милиони марки и не сака да ја плати со пари, туку ќе дава роба. На таа роба се направи потоа губиток од 700,000 марки. И тие оцениле дека сум финансиски веќе скршен, тоа била нивната идеја и ми даваат задача да јас тука не сум имал што да изгубам. Затоа сум одел до 9-тиот круг. Ако сум кодошал некого, тие можеле во секој време, ама ние имаме ти што си зборувал за Душана. Да. Имаме што си кодошал овој, оној. И сега ти веќе си влегол во нивната паукова мрежа. Во литературата има неколку примери кои што ќе ги набројам сега со цел да едноставно да дадам една појасна слика во однос на тоа како работи службата и што работи. Значи, најстарата книга Библијата ја нуди исказната за искушението на Христа. Да. Значи, кога ѓаволот му приоѓа и му го ветува целиот свет, му ги ветува сите царства, му ветува едно, друго, трето, меѓутоа што треба да стане? Треба да стане слуга на ѓаволот. Да. Потоа една друга исто така приказна е приказната за доктор Фауст. Да. Кому ѓаволот му ветува вечна младост. Да. Меѓутоа му ја зима душата. Му ја зима душата и на крајот Фауст останува, иако вечно жив и вечно млад, останува сам. Да. Затоа што неговиот свет пропаѓа. Меѓутоа тука
можеби карактеристично, можеби прецизна, конкретно, можеби прецизен пример тука би бил во серијата Звездени патеки. Да. Она следната генерација, класичната, значи не она со Крк, туку со Пикард. Имаше неколку епизоди кои што се протегнуваа така низ серијата со една раса на боргови. Борг. Тоа се некој хибрид меѓу луѓе и роботи. И целата нивна поента беше да те примат во колективот, да те придобијат во колективот. И веднаш, значи, штом ќе те придобијат во колективот, ти веќе ја губиш твојата индивидуалност. Да. Ти стануваш дел од колективот, ти веќе не си тој што си бил. Тука е целта на она што го работи службата. Таа работи да ги придобие поединците кои што седејќи го својот интелект и својата совест работат за исполнение на желбата да се направи слободна демократска македонска држава која што ќе и служи на потребите на македонскиот народ. Точно. Тоа е еден завет кој што веќе го имаме околу 120-130 години, заложба за која што се застапуваат македонците организирано и со една цел, значи можеби пред тоа постоела некаква матна визија, меѓутоа прв пат јасна кристализирана идејата е како е формирано ВМРО. Да. И значи македонците действуваат кон таа заложба бидејќи знаат дека тоа се нивните интереси и тоа е она што тие мора да го сторат со цел за да остават нешто зад нив, нешто добро за своите поколенија. Точно. И тоа е нивната чиста совест работи кон идејата за ВМРО. Да. И затоа службата мора да делува како ѓаволот, како колективот на боргови, со цел како Мефистофел да го придобие македонецот, да му ја уништи индивидуалноста и да го стави во колективот со цел за да работи против своите интереси. Од ова последно видео, веќе привршуваме, ова е последното видео, ќе се разнесат сите работи. Овдека Фрчковски објаснува кој е злосторот кој го правиме врз нив. И зошто се прави злосторот, мислам, мотивот за злосторот и што е мотивот и што е целта. Овде. Тоа да го направат во таа смисла да го искористат законот за во таква политичка пресметка, тоа е приказната јасна и ја жртвува државата. Сега ние спаѓаме идиоти пред Венецијска комисија, пред Советот на Европа, пред ништо не ме гај. Државата бламираат генерално дека законот важење негово после 91 значи дека ние сме биле под еден идеолошки режим во тоа време. И полицијата не се променила, продолжила да работи како во комунизмот. Тоа сака да кажат. Меѓу Сега, ова што го овие неколку речени што ги кажа Фрчковски. Некого се однесуваат. Дали на нас, која сака да ја избламира државата. Да, па, ние, зашто ние ги откриваме нивните Сега, нивните злодела и нивните глупости, нивните што вика будали биле, па будали биле. Сега ти ли си крив тоа што го откриваш, што постапало така? значи, тие сакаат да го сокријат нивниот злостор. Тоа што да докажат дека наводно Македонија станала демократска држава. Тоа што тој ги прекршувал уставот, сите тие, почнувајќи од председателот на државата, па до долните ешелони, ги доказите ги дадовме да ги видат сите. Тоа не е важно. Важно е што зборуваат тие. Дека тие биле демократи. Дека Тие се државата. Да, дека се тие се залагале за и направиле демократска држава преку ноќ. Да. Тоа е проблемот. Тука е целата лага. Тие сакаат сега на крај, бидејќи мислеа дека се надеваат уште дека ќе останат на власт. И
може би некои луѓе нема да ме разберат ова што ќе го кажам. Јас бев еден од застапниците да се бойкотираат изборите сега, парламентарните избори. Но, и да излезат 100 души на гласање, Резултатите ќе стојат. изборите ќе бидат валидни и Заев ќе победи. Да. Затоа. Тоа е македонската судбина. Секогаш сме исправени пред едно тешко прашање, како да постапиме. Може ли вака да го формулираме тоа? Да, ајде. Значи во изминативе 30 години и можеби таа работа сега ми се кристализира со промената на името и со она што се случува овдека во десницата, во западната Да. западното конзервативно движење, кое што еве овдека дисидентската десница се повеќе го нарекува конзервативизам инк. Значи заробена Да, на една смисла десница. И нашата десница таму во ВМРО ДПМН ние зборуваме одамна дека од некаде 96 година станува заробена. Да. Меѓутоа, што се случува? Еве, сега, значи, како што реков, имаме зад нас 30 години кај што можеме да видиме нешто, а тоа е дека во времето на владење на ВМРО ДПМН, иако не се случува превраќање на загубите што ги прави СДС. Да. Значи не се врати името, не се врати знамето, двојазичноста, едно друго, сите работи рамковниот впрочем ми се случи технички Да. под влада на ВМРО ДПМН. Значи сите отстапки што ги прави ВМРО ДПМН, СДС, ВМРО никогаш не ги превраќа. Меѓутоа ВМРО ДПМН барем има некоја тенденција да не оди напред со Да. овие отстапки. Прави помалку отстапки. И јас сум, не знам, едноставно на нашите гледачи можеме само да им оставиме на нивна совест работат што сакаат да направат. Ние нема да гласаме во секој случај. Од една страна со гласање се легитимизира Северна, меѓутоа Северна веќе се легитимизираше со претходните избори. Ако сакаме да го промениме, да ја промениме Северна, бидејќи не можеме да го промениме без гласање и без освојување на власт. Тоа е секој лаже дека ако мисли дека ќе го промени без да излезе на избори и без да гласа и без да ја победи оваа структура на власт. Што е во 30 години. Сега е, барем ова е мое, може би грешам, но јас не се срамам да кажам она што го мислам, па ако е погрешно, Да. моето влијание не е не знам како големо, па да направам некоја голема штета. Но, со рушењето на Заев и на власта на Заев, не е рушење ако ВМРО ДПМН добие 55 пратеника. Не е рушење ако не добие преку 61. 61 и нагоре. Бидејќи ќе мора да коалицира со некого. Или пак ќе се случи 2016 година. Многу работи во овие од 2016 од како се случи оној настан во изборот на Талја Джафери. Многу работи се случи кои на луѓето им отворија пошироки видици. Веќе луѓето гледаат дека проблемот, каде е проблемот. И почнува полека да се ствара веќе едно критично јадро, кое сигурно, ако, еве да кажеме, под услов да победи ВМРО, не направи ништо за година дена, дека тоа критично јадро веќе ќе формира некое движење. И тоа ќе биде автохтонно македонско движење. Веќе точно знаеме кои се луѓе на службата, ја знаеме работата на службата. На нас ова е надеж. Јас не гарантирам дека ќе се случи така. Но тоа е патот по кој можеме да мора да тргнеме за да ако сакаме да ја сачуваме македонската држава. Да, значи, јас што ќе повторам,
Јас не очекувам ВМРО ДПМН да направи некои драматични чекори кон поништување на сето ова што го направи Заев. Меѓутоа, поголема е веројатноста дека нема да направи поголеми остапки и поголеми загуби за македонската државност. Тука е проблем, затоа пред малку споменав, бројот на претендиците. Да. Ако биде во ситуација кој што беше Груевски 2011 година, така беше, кога прифати да ја направи, за да остане на власт, Со Дуи кога направи. коалиции, прифати да ги амнестира хашките случаи злосторот врз цивили македонци. Јас тогаш напиша убаво дека Груевски не смее да ја прифати да направи коалиција по тие услови. Требаше уште тогаш Груевски да му дозволи на Црвенковски тој да направи власт со Ахмети и да му ги исполни тие услови. Амнестија. Тогаш ВМРО ќе добиеше многу сила и таа власт ќе ја слушаше многу брзо преку протести или преку во собрание, преку едноставно притисоци, мораше да падне таа власт многу брзо. Така да, сега не е таква ситуација. Ако прифати Мицковски со помоцни пратеници да прави влада со Ахмети или со било која албанска партија, нивните цели се исти, тие само глумат дека се раскарани. Кога албанското прашање, тогаш сите се заедно. Некоја придобивка на албанците. Затоа, ако мислите да направите нешто, барем да биде ситуацијата да остане статус кво, да се врши притисок на Мицковски, излезете гласите за нив. Ако не мислите така, тогаш не излегувајте да гласате. Бидејќи нема партија која може да донесе да освои 10, 15, 20 пратеника од македонскиот блок, ама да ги одземе од СДС. Не. Затоа подобро не му давате шанса ВМРО повторно да биде, како во време 2011 година, ВМРО ДПМ да биде тој што ќе прави предавство на македонците. Бидејќи, оно што го направи Груевски е најголемото предавство на Македонија. Тој тогаш не спроведе лустрација, им даде амнестија на убиците на македонци. Сакако се стави во скут на Али Ахмети. Тоа е целата работа. И затоа вака зборува, можеби многу ќе ме окриват дека не. Јас сепак секогаш ги ставам македонските интереси пред сите други интереси. Да. Што да правиме? 30 години никој не сакаше да верува во ова што го говорам, што сум го говорил тогаш, што го говорев овие години, 20 години како сум тука. Дека службата е проблем. Дека тоа што останало наследството, што не сме го расчистиле него, дека тоа е проблемот на Македонија. Еве, сега сами се уверивте овие години. Дајте сега да најдеме некој решение. Ако бидејќи тешко ќе го срушиме Заев и ако Заев се докопа повторно до власт со албанските партии, веќе нема шанса за рушење. 4 години ќе истерат, а во тие 4 години Македонија ќе нема. Да, сега веќе се повеќе се забрзува овој берлински процес. Има веќе, впрочем, каде е поголемата опасност, што има 2 или 3 веќе стратегии кои што се на маса и значи сега е во прашање само која ќе победи. Затоа инаку правењето на менувањето на граници, правењето на некои нови сојузи е неизбежно во години веќе. Во онај мисли што планиравме да направиме, нема да ја правиме. Заев во настап телевизиски го имам тоа видео. Многу јасно кажа кога беше донесена одлуката за изборите. Сега ова вторава одлука дека ќе бидат на 15 јули, тој многу јасно кажа зашто се брза. Бидејќи веќе мора да се истера берлинскиот процес. Ако не дам ќе го приклучиме тоа, ќе го исечеме тоа парче, ќе го ставиме да го слушнат. Значи, луѓе, работава е многу сериозна. Жалосно е што во Македонија никој не зборува за овие работи.
да не ве замараме повеќе, веќе ќе кажем можеби уште некој збор, па утре ќе ме фаќате со ваков сум бил, онаков сум бил. Јас немам интерес никаков во Македонија, нити од ова власт, нити кога сум бил во Македонија и кога сум бил многу поблизок со власта на ВМРО ДПМН, не сум сакал никаква корист за мене. Се надевам дека во некој од идниве емисии дека конечно ќе направиме емисијата околу фракционерство. Таман и сега со избориве во САД, бидејќи таму имаме класичен двопартиски систем, најубаво може да се опише што се случува и кој е впрочем начинот на кој може да се постигне нешто полезно за Македонија. Имаме искуства секакви веќе во Македонија, сме биле симпатизери на ВМРО ДПМН, поддржувачи, ти беше и вмешан во обидот да се формира нова партијата ВМРО, што остана ВМРО вистинска или како и остана името. Остана ВМРО, таму две беа се разделија. Значи сме пробале се и се. Се и се што. Така што се надевам дека како што реков ќе седнеме летово, ќе направиме таа емисија околу фракционерство и ќе дадеме некои наши видувања кој можеби е впрочем начинот на кој треба да се оди патот по кој оделе во свет. Тоа не го измислуваме ние. Да. Тоа гледаме тук. Да. Во овие демократски држави, Канада, Америка и принесуваме дивно искуство. Нема да мислите дека ние сега се удираме в гради, ние го измисливме. Не. Се е измислено. Посебно во демократијата. Нема што не е измислено. Затоа ви благодариме повторно на вниманието. Уште едно подсетување дека ве молиме да се зачленувате на нашиот YouTube канал и да ги споделувате нашите видеа, дали на приватни пораки, дали на вашите социјални мрежи, да ги лајкувате видеата, бидејќи сето тоа помага во промоцијата на нашите видеа. Еве се гледаме нешто деновиве се случува со нашиот канал, откако се случи таа голема чистка на поголем број дисидентски профили и канали на YouTube. Ние не сме некој голем канал, меѓутоа забележуваме деновиве дека и се случува некаква повеќе како и да е се случува некаква репресија на нашиот канал, некакво сузбивање, што би рекол Фрчковски. И за тоа ве молиме за Објасни го малце што се случило. Да им биде Па еве едноставно нашите видеа и онака немаат некои огромни прегледи, барем по она што се гледа во бројачот на YouTube. Меѓутоа ете денеска го поставив вчера го поставивме. Вчера се бајле гледавме дека има. Да, се извинувам. Вчера изутрина го ставив 57-та епизода. И обично во првите неколку часа нашите видеа добиваат некаде од 10 до 25 прегледи во првите 5-6 часа, бидејќи има извесен број на луѓе кои што се членети, кои што се ажурираат со нашите видеа и веднаш ги прегледуваат. И откако ќе ги споделиме линковите по социјалните мрежи, стигнуваме некаде од 100 до 300, зависи колку е се извинувам популарно видеото и така натаму. Меѓутоа, што се случи вчера, бројот на прегледи стоеше на 3, веќе 24 часа и покрај тоа што имавме сознание дека треба да има барем 10, еве да не одиме понатаму. Значи нешто се случува со нашите видеа, се случува некакво сузбивање, некаква репресија на нашите видеа и затоа ве молиме вие механички рачно што се вели да ги споделувате линковите, да ги лајкувате, за на тој начин ете да се обидеме да го разбиеме алгоритмот и ете да достигнеме повторно малку поголема гледаност на овие видеа. Ќе заборав нешто. Ова бидејќи последно веќе немаме што околу интервјуто на Фрчковски. Ќе направиме еден сега, како ќе биде, мислам дека ќе му најдеме еден модус. ТВ Нова е финансирана од холандската амбасада. Ќе направиме или писмо со докази внатре и
исечени од овие емисии, што дека Билјана Секуловска и телевизија Нова не дозволуваат да некој се слушне другата страна во случајов. Тој материјал ќе го пратиме на амбасадата на Холандија во Македонија, на амбасадата на Холандија во Канада и до Министерството на зборешни работи на Холандија. Тоа ќе го направиме. Дали како ќе реагира и дали ќе реагира холандската било кој од Холандија, тоа веќе не е во наша моќ. Но треба да знаат дека финансираат комунистичка тоталитарен медиум. Да, сега, ако веќе одиме со таа опција, тогаш ќе ни биде потребна и ваша помош во смисла на подписи, на некакви писма кои што би ја поддржале ако можеме да дадеме некаква масивност на тоа, би било нема потреба, доволно ќе биде да не ги мачиме луѓето да го прават. Тоа доволно ќе биде. Ова бидејќи документите кои сега ги презентиравме, ќе ги презентираме. Да, тие зборуваат сами за себе. Сами за себе, нема потреба ништо, доволно е тоа. Добре. Само на вас ќе биде благодарни да ги следите емисиите. Да ги следите емисиите, да го промовират, примувате тоа што го презентираме и да не наседнувате на лагите и манипулациите на оваа багра која што ја уништува Македонија, туку еве сега имате аргументи со кои што можете слободно да стапувате во дебата со нив и комплетно да ги разбивате нивните лаги. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашите напори да ја осознаеме и расшириме вистината за Македонија, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. Довидување. Довидување.